Добре дојдовте во процес. Дали посвоените деца имаат право да ги знаат своите биолошки родители? Зошто според законот нивното потекло треба да остане тајна? Што треба да се смени во законската регулатива? Мои денешни гости во процес се Игор Славковиќ, Маргарета Куртич, правник, и Драги Змијанац, извршен директор на Медјаши. Говориме за една тема посвојување за која што многу малку се зборува во јавноста. Но децата, односно луѓето кои што се посвоени, целиот живот ги мачи едно прашање: кои се нивните биолошки родители? Тука со нас е Игор Славковиќ. Добар ден. Јас го поканувам да каже тој уште од своето рано детство, рана младост трага по своите биолошки родители. Зошто? Така е. И како тргна целата работа? Целата работа тргна од мои млади години. Бев така на кај 9 годинки имав, слушнав од моје другарче со кој си игравме дека така и така, тој и некој си братуче, не ти е братуче, зошто и така, и зошто е вака. Едно прашање се отвори кај мене, или во самата психа, уште како мало дете. Сомнеш. Сомнеш, така. Од своји 15 годинки од некаде почнав, се појави во домот 11 октомври со едно прашање: каде, што, како, Не кај да разговаравте барам. прво со родителите ваши или прво почнавте да Како трагате? малечок ги подпрашував: ти си едно машко си, љубоморником си, ве, другариве, така, они се повеќе, нели? Не сака да ви кажа. Имањето ќе ти остане на тебе, ово, она, сите ти работи, така да... Во ред беше тоа пример како да ме отргнат од прашањето или како да сепак бев дете. Сметале Во дека своји 20 возраста и не е неколку години адекватна, веќе така. седнав со родителите со кои живеам и ден денеска и разговаравме се малку шкаклива или болна тема. Еднаш мораш да се седна баш разговаравме. Во тој разговор веќе ми дадо едно признание во кое ми кажа дека сум посвоен, кај сум посвоен, што сум посвоен, со документи. Не ми се расфрла, ми кажа дека не поседува документ за такви работи. Сепак ми кажа одредиштето или местото од кај сум посвоен, се работи за дом. Мислам дека, како што ми спомна, дека се работи за Ранка Милановиќ во Црниче, некаде се наоѓала. После некој време со моје трагање бев и таму. Го најдов домот, нели, руинирано Руинирана место, зграда, да, нема ништо таму повеќе. Појдов кај комшиите од домот, нели, луѓе кои живеат таму, ми спомнаат, чак го најдов и бившиот директор на тој дом. Вие сте трагале вистински така. сами. Стигнав и до кај него, господин беше во своји длабоки години и ми кажа, и да би знаел, не би ви кажал, зошто, како ми даде еден пример кај што некоја си девојка барала и помогнал, се имало на разочарано сите работи, тоа се сепак дел од живот и моменти на емоција, не знам како да кажам. Значи не ви кажа која е вашата биолошка мајка? Не. Значи за биолошка мајка исто се појавив во Медјаши, имав млади девојки беа кои ме консултираа. Нема одговор на моје прашање, пошто сепак не беше таа институција баш за тоа. Ме приначи да појдам во центар за труд и социјала, меѓуопштински центар. Таму се појавив најмалку 15 пати. Со 3 пати писмено им се обратив. Значи одговорите беа такви или вакви. Разговарав со доста социјални работници, со психолози кои се веќе таму работени. Сам немам потреба да спомнам ни имиња. Еден податок до кој што дојдов е дека мојата мајка, биолошка, била малолетна, била дали средно образование, дали што има изучувано тука. Во времето од моето раѓање 3-4 месеци доаѓала во домот да ме посети. Дали била во двумење, дали да ме остави тука, дали да се замени, после тие 4 месеци се губи нејзина трага. Значи во центарот ми кажува дека после тие 4 месеци немаат никакво известување што се случува со таа моја биолошка мајка и дека била од провинција. Што понатака за неа и како, не знам, јас пак уште тогаш спомнав, нека даде Господ да е жива и здрава, кај да е, а идејата зошто барам е тоа, пак ќе спомнам од тие млади години, таа сумња, значи сега сум веќе возрастен човек кој има 40 години, имам 3 сладки дечиња, сопруга, Може би некаде имате родители брат, од веќе 80 години со кои живеам, јадам, малте нешто да кажам, уште спијам со нив. Они ме гледаат така да јас сум покрај нив, Вие ги дека се гледате живи, нив. секако.
така да тие луѓе не би ги ставал во оваа проблематика, сепак чисто од љубов, далеко од тоа да ги повредам, а барањето кое го барам, мислам, не е од вас или од институција, ми треба пред се вистината. Од друга страна, кој стои позади тој параван, наречен тајна во врска со законот? Законот не го познавам доволно, ама знам дека со законот јас не смеам да влезам таму или да отворам таква книга кај што пишува кој сум, што сум и како сум. Ќе продискутираме сега за Так. законот. Имате 40 во години, главно се уште во врска со не заврши мојот вашето идентитет. трагање, се уште не знаете која е секако. вашата биолошка И мајка. гледам дека повеќе лица се со моја судбина, нели, со судбоносно Со сме слични. тука некаде слични, секој со своја болка или судбина и со тоа гледам дека имам поголема поддршка и од нив према мене и обратно. И Кога тие сте имаат моја поддршка, организирани, подобро да работите. сам не можев ништо. Така. Мислам дека заедно можеме повеќе и секој обичен граѓанин би сакал да се запраша кај греши тоа дете. Да не знае ништо за себе. Толку. Маргарета, што вели законот? Зошто посвојувањето според законот треба да остане тајна? Значи, законот има само еден член кој што е спорен во поглед на овој дел. Законот за семејство, значи го опфаќа посвојувањето, пред се да кажам, во 4-тиот дел, каде што има општи услови, начинот на посвојување, начинот на заснување на посвојувањето и престанокот. Во делот на престанокот има само еден член кој што вели податоците за засновани посвојувања се службена тајна. Толку. Значи повеќе никој не може да знае ниту од каде, ниту има право да праша, затоа што сите врати му се затворени. Значи Игор е пример, жив пример, не е само Игор и многу други, каде што сите врати им се затворени, немаат право да прашаат пред институциите, немаат право да ја знаат вистината. Со самото посвојување нивниот идентитет се губи. Значи тие немаат право на идентитет, затоа што со посвојувањето посвоителите имаат право да им го променат дури и името, значи доколку има посвоители. А во овој случај јас би ги спомнала и оние деца кои што ете не биле посвоени. Значи родителите кои што немале родители. Имаме и деца кои што се израстати во дом. Така. Сите тие деца нон-стоп живеат со прашањето кој сум, од каде сум, имам браќа, сестри. Меѓутоа тоа не можат никогаш да го дознаат на легален или законски начин, затоа што законот не ја дава таа опција. Каде и да се обидат, дури оној медицински аспект ако го гледаме, и тука не е опфатена. Дали боледува од нешто, дали не боледува. Пример, значи една мајка која земеме, која што треба да раѓа, прво прашање или на доктор кога се иде, прашуваат кои ви се болестите во семејството. А таа не знае. Таа никој не знае, не може да каже, значи. На овој начин законот ги штити родителите, Така. а не ги штити и децата. Не ги штити децата. Дали ова дискриминаторски однос кон децата? Ова е сосема спротивно на најдобрите интереси на детето. Прво да биде манипулирано, злоупотребено и неинформирано. Второ да не си ги знае, да не знае дека е посвоено и да живее во, би рекол, виртуелен свет. Се кршат неговите права. Се кршат правата да биде информирано, да има информации кои му се биолошките родители, историјатот, а посебно пак децата кога стануваат во пубертет и трагаат по својот идентитет е многу важно на време и посвоителите да му го кажат тоа, независно од законот, како е досега регулиран, и секако детето не смее да живее во лага. Значи, колку и да е тешка ситуацијата на посвоителите, јас ги охрабрувам сите да ја соопштат на време вистината, затоа што детето не Кога значи е тоа нема... време? Ќе говориме за тоа. Детето не значи дека помалку ќе ги сака посвоителите, но има потреба да си ги знае биолошките родители. Биолошките родители од многу причини може да бидат решени на еден ваков чекор. Секако тоа е најтешката одлука што може еден родител да ја донесе. Дали е несакана бременост, дали е силувана, дали од економски екзистенцијални причини. Има случаеви кога детето долги години живеело со посвоителите, ако ќе се појави пред родителот се покајува и почнува да воспоставува контакт со детето и да живее паралелно и со посвоителите родители и со својот родител. Комитетот за правата на детето дава јасни препораки до сите држави дека
мора државата Република Македонија да превземе мерки да се обезбеди зачување на информации за потеклото на посвоените деца. Особено е важна информација врска со идентитетот на биолошките родители, медицинска историја, затоа што има детето потреба да знае и од медицински аспект историјатот на биолошките родители, да се обезбеди на детето соодветна информација за фактот на посвојувањето, како што А тука се и наследните болести. не само наследни болести, туку има и пошироко семејство. Така. Значи, таа мајка има пошироко семејство, може да има полубраќа, полусестри, брат и така натаму. Тука може да се доведе во опасност и Точно инцестуалната така, врска. Македонија е мала земја. Не е во ред детето да се влюби, например, во некој од најблиското семејство, а да не знае. Плюс детето со самото раѓање ќе забележи дека не личи на своите родители и ќе му биде многу јасно, а да не говорам и за озборувањата кои ќе се случуваат во соседството и во малото. Зошто детето да биде оптоварено со еден таков проблем кој родителите немаат можеби храброст да му го кажат на време. Иначе дискутабилно е кога е најдобро. Лично моje мислење дека од 12-13 години веќе сосема добра стартна позиција детето да биде информирано, можеби и подоцна, можеби и порано. Денес децата и психофизички зреат и побрзо и може да се совземат и соочат со една таква ситуација. Пак е нагласам, многу е битно да се знае дека детето, дознавајќи ги биолошките родители, не по автоматизам значи помалку нежност и љубов кон посвоителите родители. Тие направиле голем благодет за правилниот раст и развој на детето, но не смее пак да се манипулира од психолошки аспект со идентитетот на детето и чувството на припадност. Детето има потреба за идентитет и чувство на припадност. Всушност и родителите кај што расте сигурно знаат да го најдат моментот А кога детето е си добро. поставува прашање кој сум јас, каде сум јас, зошто сум тука, што се случило, значи многу прашања на кои веројатно посвоителите родители не може да му одговорат на најсоодветен начин. На доста прашања немаат. Кој е тој момент што вас ви смета, еве, во што би ви помогнало за да можете полесно да дојдете до својата цел? До целта, по моје гледање, законот. Да се тргне од законот. Секако законот како закон, пошто пак да не би се навраќал, самиот закон ги заштитува тие биолошки родители. Исто ќе назначам, не осудувам никого, има 1000 причини зашто има одговори за тоа. Значи не сум дојден со прашање треба да судам некого, има Господ за сите, тој еден Господ кој треба да суди, кој колку заслужил. Целта е таа психички едно дете ја носи таа тегоба која доста возрастни не би можеле да поминат со тие тешки одлуки или случување во Но и неговиот свеста мозок. треба да И се свеста. промени, а институционално Но и и од законски хиерархиски. аспект мора да бидеме искрени дека се крши едно елементарно право на детето. Тоа е член 7. Секако, Во секако. член 7 од конвенцијата вели детето има право да ги знае своите родители. Детето се регистрира веднаш по раѓањето. Со раѓањето има право на име, право на грижа, државјанство и детето има право да ги знае и своите родители. Да се манипулира со детето и да му се оспори ова право за сметка на членот во Законот за семејство со тајност е спротивно на најдобар интерес на детето и го попречува неговиот правилен раст и развој. И секоја држава која не го почитува ова право на детето, автоматски ќе биде доведена во ситуација да ние која ќе известуваме во нашиот извештај алтернативен, како граѓанска организација заедно со група од 14 граѓански други организации, и ја поддржуваме Да го нотирате овој дел. ја поддржуваме оваа иницијатива, како и многу иницијативи, не само за одговорно родителство и по развод, не само за еднородни семејства, туку и оваа иницијатива, сето тоа ќе биде ставено во алтернативниот извештај, ќе биде доставено до комитетот и комитетот ќе врши силен притисок со препораки до државата Република Македонија да мора да се смени овој член од законот. Тајност за сметка на кого? Така, жално што Всушност, вие се собравте во една група на социјалните мрежи и така дојде до спојување на целата работа, бидејќи има многу заинтересирани граѓани кои што сакаат да се ги најдат своите родители. И таа иницијатива дојде до Хелсиншкиот комитет, до Меѓаши, така да веќе заеднички
ќе иницирате барање Ние сме на во групата на промена. иницијативата, ги следиме родителите, родители, и се деца, опфаќа таа да, група, да, сите и ги охрабруваме и родителите и децата да говорат јавно, мора да се отвори Пандорината кутија, Секако. затоа што не сакаме да се сомневаме дека за ова има и нелегално посвојување, криминал и можна злоупотреба и манипулација. Можно ли е некоја да се умреженост. злоупотреби? Законот отвара ли можност за злоупотреба? Се што е тајно е доведено во прашање, посебно кај децата. Во ова приказна децата може да бидат двојни жртви, да бидат стигматизирани. И мислам дека не е коректно да експериментираме со нивните чувства и емоции и потрага по идентитет и по нивното биолошко семејство. Ве прекинав, во кој дел законот треба да се... Македонија е регулира? последна, можам да речам, од земјите каде што овој дел е тајна. Ако ја земеме, еве, соседните земји, значи Србија го регулира ова прашање на тој начин што детето, кој ќе наполни 15 години, има право да се обрати до матичните служби, до Центарот за социјални работи и да си побара податоци за неговото раѓање, податоци за неговиот идентитет. Хрватска тоа го регулира малку поопширно и е со 18 години во Хрватска, каде што исто се даваат податоци, меѓутоа со давањето на податоци за идентитетот или потеклото на биородителите се штити и приватноста на тие родители. Значи, која е процедурата која што ја регулирале, не само Хрватска, Србија, туку и европските земји. Кога детето се обраќа до Центарот за социјални работи, до тие служби, а тие написмено, значи, го известуваат биолошкиот родител дека има покрената иницијатива, детето кое Така, што го веројатно, родиле, и да, го дали сака. известуваат, дали сака детето да биде информирано за податоците на неговото потекло. Значи, Така. сепак постои некој механизам Тука веќе кој што имаме ги некој повлекува, баланс. да. Еве, например, ќе ја спомнам Франција уште од 2002 година има Национален совет за пристап до информации за лично потекло. Децата, кога ја тужеле Франција пред Европскиот суд во Страсбург, го губеле случајот на некој начин или не добивале, бидејќи веќе Франција имала баланс помеѓу биородителите и посвоените деца. Италија, ќе ја земам спротивно, значи на Франција, немала немал ваков орган или некој начин на разгледување на иницијативите на децата и сите, значи, судски процеси кои што се однесувале за Италија биле изгубени, дека државата со самата тајна за децата ги прекршува нивните права. Што би се случило кога од Македонија би се организирала луѓе и би тужеле во Тоа е Судот за спорно. човекови права? Значи, со самото ова на децата во старт се кршено уставно право. Посвоените деца немаат право на слободен пристап до судовите. До информација. За да се дојде до Судот за човекови права, мора Треба да да ги се помине поминат сите сите постапки во инстанции, да. Македонија. На која основа посвоените деца ќе покренат или која тужба би ја покренале за да стигнат до Страсбург. Значи, законот вели дека е тајна и тие не можат да тужат Тие зашто ќе ги изгубат законот е сите тајна. постапки тука. Да, Или меѓутоа, немаат право да тужат. Која постапка? Значи, немаат право да тужат затоа што им се затворени нивните врати со самата тајна. Има едно етичко, морално прашање во цела оваа приказна. Тоа е зошто државата станува соучесник преку тајноста децата да живеат во лажен виртуелен свет или некоја лажна и виртуелна стварност и вистина. Ако детето има потреба за потрага по својот корен, идентитет и пронаоѓање на... Дори може да се случи и родителот да не сака да оствари контакт со детето, а да сака пошироката Семејство, да. поширокото семејство. Кругот на земјата. Вујко, вујна, чичко, чичко и така натаму и така. Брат. Значи, не смееме за сметка на родителот, детето да му попречиме комуникација со целото семејство. И тоа не е фер. А дури може да има можности па родителот да се покае после многу години и да побара да се воспостави контакт со биолошкото со своето дете, иако се одрекол, има можност да се предомисли. И сега со ова фактички се оневозможува воспоставување на некаква комуникација со роденото дете. Не треба родителите посвоители да се плашат ако некогаш некој им дојде на врата и да каже јас сум биолошката мајка на ова дете. Така. Значи тоа е многу поразително да се исклучат двете можности. Дури може да се гради партнерство на биолошкиот родител и посвоител родител за најдобар интерес на детето.
Едноставно има случаеви необјасневи кога кој родител се откажува така лесно своето дете. Мора да има јаки причини за таа за таа најтешка одлука, би рекол. И секогаш мора да има поправен испит. Дури и после 20 години може да му некогаш се даде да можност. Да. И кај детето и кај родителот. Дури ако детето се појави кај родителот после 20 години, може родителот да се приспита. Да може да свати дека сгрешил, ама не значи дека го осудува детето родителот. Ниту пак уште помалку родителот да го осуди детето за таа постапка. И тука мора да се внимава во тој дел, затоа што реков дека има емотивен, етички, морален аспект, психосоцијален аспект и дека не е се со закон може да се уредат најдобро врските односите меѓу родители и Но дете. некаде од нешто треба да се почне. Треба, Бидејќи Македонија се декларира како демократска држава, а ова е многу суров Добиваат закон. апсолутна Барем јас подршка така во го чувствувам. тајноста, се контрадикторно со член 7 дека детето има право да ги знае своите родители и конкретните препораки доставени од комитетот во однос на превземање на мерки да децата си го дознаат, да си ги дознаат биолошките родители, медицинската историја и да бидат информирани на време и да не се злоупотребуваат и манипулираат во однос на вистината. Посвоените деца цел живот живеат во лага. Значи, имаме ситуации каде што посвоените деца дури не ни знаат дека се посвоени, со тек на време може би дознаваат од сосема други страни, не од родителите. Со самата измена на законот, сите тие родители кои ќе посвојуваат деца, ќе бидат свесни дека треба да ги растат со вистината. Така, уште на почеток Така. на некаква здрава основа ќе се Така. постават работите. Значи, тие воопшто не треба да се плашат дека ќе ги изгубат утре тие деца или дека тие деца нема да се нивни. На некој начин тие се веќе нивни деца со самото посвојување. Меѓутоа, детето има право да се ја знае вистината. Вие во групата имате и родители кои што си ги бараат и мајки Да. кои што си ги бараат децата, Точно, така? да. Значи има и мајки, има разни ситуации, причини на откажување на мајките. Меѓутоа исто, значи имаме ситуација каде што мајката вели јас имам 3 деца, а биолошкиот татко, збориме за биолошката мајка, значи биолошкиот татко има 2 деца, значи детето кое што веќе е посвоено има 5 полусестри и браќа. Среќата може би тука е што се различни држави, па не дошле ни до контакт некој си посебен или да се плашиме за некој инцест. Но Македонија е многу мала држава Така. и многу голема можноста за таква работа. Така, имаме, значи, ето и во групата веќе која спомнуваме, имаме близнаци. Значи, кои што се одвоени од самото раѓање. Не знам конкретно, ако едниот близнак или едното дете иде во едно семејство, другото дете иде во друго семејство. Автоматски со законот ниту едното ќе знае каде е братот, сестрата, ниту пак имаат шанса некогаш да се најдат дека се браќа и сестри. Еве да го тргнеме без разлика биолошките родители, значи братот и сестрата се одвоени. Добро, има и теза меѓу граѓанството, еве дека не треба да знаат, дека треба да остане тоа така. Најголем мандат за потврда или демант на таа теза е се децата кои живееле во лажен свет и виртуелна стварност. Ако тие кажат дека имаат голема потреба за потрага по својот идентитет и дека психолошкиот момент емотивен им е многу важен, а не само екзистенцијалниот Така. и губење на сигурност од Верувам дека посветителите. прво тој момент. Тој момент ќе биде надвага над сите тези кои се поставуваат. Значи, ние како заштитници на правата на децата немаме токав легитимитет и мандат како самите деца кои се посвоени да говорат за ова. Им секоја чест, мислам, за храброста на присутните на денешнава дебата и на иницијативата што ја спроведува во групата. Повторно ќе кажам, имаат од нас подршка затоа што тука се спротиставени најдобрите интереси на детето и правото на детето да ги знае своите биолошки родители и законот за семејство и за гарантирана тајност на посвоителите. Во кој дел значи законот? Сега треба да се коригира. Значи, очекуваме дека веќе и поддршката се шири на Така, некој во што начин, ќе се состои тоа барање? Тоа е тоа што го говориме цело време денеска. 123А мора да се 123А. укине. Значи, посвојувањето не смее да биде тајна. Податоците во поглед на посвојувањето никако не смее да биде тајна.
Значи, врз основа на дебати понатамошни да се утврди најправилниот начин Точно. каде што детето ќе има право на вистината, детето ќе има право на својот идентитет, да си го знае своето потекло. Исто и од другата страна ќе напоменам да се заштити приватноста на тие биолошки родители. Точно. Значи Така. баланс помеѓу двете страни да се најде, за да може да не се живее цел живот во Главен, некоја лага. главен проблем во член 123А е податоците за заснованите посвојувања се службена тајна. Толку. И толку. Ова е не само контрадикторно и дискриминирачки кон потрагата на децата за оно што го кажав за нивниот идентитет, пошироко семејство, биолошки родители, информации, значи децата се ставени во една ситуација да не само што живеат во виртуелен свет, туку да бидат Безизлезност. изманипулирани, излажени, изневерени. И ги става дури и посвоителите во ситуација да ја глума таа ситуација Да. принудени со овој закон. Да, Тука може. немаме Дури и родителите Они се био обврзуваат. родителите Само за посвоители Да. се ставени во незавидна ситуација. Во непријатна Значи, во ситуација. законот воопшто немаме да речеме, еве, податоците са заснуваните посвојувања се службена тајна и да речеме, освен доколку е потребно за медицински аспект, освен доколку е потребно за проверка или спречување на инцест. Исклучувачка е. Значи, утре да речеме се поднесува барање за склучување на брак. Со законот е Да. забрането склучување на брак помеѓу роднини. Во Брат и Македонија, сестра, да, и така. немаме ние посебен орган каде што би проверило дали подносителите всушност се роднини. Тие всушност може да се склучат брак и Да не понатака знаат. сите тие последици од оваа тајна да произлезат. Значи, главен проблем е што законот не им дава на децата право да ја знаат вистината Апсолутно. и е спротивно на членот 7 од Конвенцијата за правата. И ова со историјата на болеста е тоа страшна работа, да мислам да не се знаат и наследни болести или болести кои што еве во животно загрозувачки ситуации некогаш и така натаму. Игор, За вашата потрага ќе продолжи? Ќе продолжи секако. Имам охрабрувачки моменти, значи со самава група, пошто јас во моја 40 година, значи веќе трет пат пролонгирам, нели. Ќе продолжам да барам, па ќе се заморам од тоа талкање, ќе прекинам на некој време, пак сум слушнал таму или ваму, пак ќе појдам. И сега веќе мислам да кажам нема назад, тргнат сум, па до кај стигнеме. Стигнеме, би се надоврзал. Имате поддршка само од семејството, од вашата сопруга, од да, секако. И од родителите, пошто и еве пак ќе спомнам како пример родителите со кои живеам, имаше такви некои си емисии, вакви такви, имаше некои емисии од соседна Србија, она се за љубов, една емисија во кој Се наоѓа, сите сме ние така. емотивци на свој начин. Таткото со кој живеам ми спомна, сине, и да дојде таа твоја биолошка мајка, имаш моја поддршка, нели? добре Чаки да дојде. остане тука со тебе. Добре дојде. Значи имаш поддршка од мене во сите праци во таа насока. Во врска со барањево на Значи имате биолошка прекрасни мајка. родители. Па подивни луѓе мислам дека нема да среднам. Па макар да се и биолошки родители. Така Што да. ќе им препорачате на другите кои што еве ги измачува ова Да, прашање, јас а не поразал направиле само- ништо во тој контекст? Ништо, Или што да направат? чисто да се отворат, само значи да не го чуваат тоа во себе. Јас го чував многу време. Се отвори, прашав таму. Доста луѓе знаат, кога се појави прв пат на телевизија, доста некои ми честита зашто веќе сум тргнал по тој пат на потрага, некој зошто така, зошто вака, али има доста голема поддршка. Денеска имам, мислам дека најголема поддршка и драго ми е што доста од нив истомисленици и со исти судбини веќе си откриваат карти, се појавуваат дали по странициве, се слушаме, се гледаме, контактираме, значи веќе не е табу тема и сакаме да ја тргнеме таа тема како табу, значи да не биде табу и да стигне до ушите на луѓе на На тие што треба треба да да стигне. слушнат. Вие Сега, верувате ли дека оваа иницијатива може да вроди со Јас позитивен сум уверен ефект? дека може и треба и ќе вроди. Посебно ако
го нотираме во извештајот до Комитетот за правата на детето. Ние имаме искуство, иако државата знае некогаш и одолжено да ги игнорира препораките на Комитетот за правата на детето, но кога веќе еднаш ќе влезат препораките, државата е обврзна. Јас сум член и во Националниот комитет за правата на детето при владата на Република Македонија, каде што 4 невладини организации учествуваат со право на глас и се изборивме за право на глас, меѓутоа таа веќе не функционира скоро 2 години, не се состанува и таму вршам секогаш голем притисок да препораките од комитетот да видиме докаде е со состојбите, зашто ние веќе треба да се подготваме за нов извештај. И она што сакам да нагласам на крај од мене, дека сите прашања и дилеми кои ги имаат децата заслужуваат одговор и вистина. Така да се што е спротивно на ова е, ќе кажам, злоупотреба и манипулација на најдобрите интереси на детето и тоа го попречува неговиот правилен раст и развој, да живее во виртуелен свет, во лага, нешто што на некој начин се принудени дури и посвоителите да ја глумат притиснати според законот и членот 123а од Законот за семејство, што не е фер однос и на посвоителите и кон детето. Едноставно е несватливо дека Македонија толку заостанува по однос на ова прашање во однос на другите земји и во однос на Освен ако нема друг заткриен интерес, за тоа треба да дискутираме понатаму. Ја би отворил во наредните емисии и таа тема. Нова е отворена секогаш за вакви и за слични прашања. За почеток еве нека тргне иницијативата, тука сме секогаш отворени. Ви благодариме за просторот кој ни го возможивте. Ви благодарам што бевте гости во емисијата.